Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска, односно вечерва, имам посебна чест да разговарам со Томислав Османли. Ние се знаеме на вистина долго време. Заедно и работевме во редакцијата на вестникот Млад борец. Па убаво е сега повторно се чувствуваме како млади и како борци. И навистина ми е многу драго што ова емисија вечерашна ќе му биде посветена на Томи, на Томислав Османли и неговото творештво. Сега и самите гледачи можат да забележат дека ова е само еден дел од неговото творештво. Што сакам да кажам? Томи и тогаш, како новинар и уредник, и потоа, и сега, е вреден човек. Јас дури еднаш и му реков, абе Томи, ти не мора толку да пишуваш, а тој отприлика ми рече, а што да правам друго? Значи и Томи како и јас сме зависници од машината за пишување, сега од компјутерот, тастатурата, од пишувањето. Но ќе почнам од неговиот почеток. Томи, ти си роден во Битола, 1956 година. Знам дека си врзан со овој град, со Битола, и дека колку може се разбира, одиш таму, го посетуваш. Што значи Битола за тебе? Ние те знаеме како Скопјане, само сепак родното место те определува. Добро, благодарам и за вдахновената најава и пријателската, и да кажам јас исто така дека имам привилегија да работам, да разговарам и да негувам спомени на еден драг колега кој што е исклучително плодотворен, беше и остана таков, и голем воркохолик. За Битола сега. Битола е мој родно крај. На Битола се навраќам повеќе како носталгија. Во Битола, за жал, не сум бил повеќе години. Секојаш кога ќе се вратам во Битола, ми се закреваат спомените. Ми се закреваат спомените од представите кои што таму ми беа поставувани, од контактите со луѓето, од старите семејства што ги познав, каде што како мало детенце ме носеа родителите во куќите на битолчани, нели така? Значи, Битола е една моја носталгија. Имам јас и втора носталгија. Со оглед на тоа дека во Скопје дојдов како 2,5 годишно дете, детенце, значи, мојата втора носталгија, која што дојде на прво место, потоа стана Скопје. Добар дел од овие книги тука се посвети на Скопје. Да. Ти си еден од ретките автори кои што пишуваат за Скопје, тоа постојано пишуваат за Скопје. Ние знаеме дека Данило Коцевски беше хроничар и тој дел од творештвото му посвети на Скопје. Ама ти си еден од авторите кои што постојано се нурнати во милието на градот Скопје. И не само старо Скопје, и старо, ама и тој микс, и ова современо Скопје. Убаво што го направиме тоа премостување Битола Скопје, некако брзо претрчавме. Ајде, бидејќи емисијата има само 45 минути, а ние имаме толку многу теми за кои што треба разговараме, зошто се определи за новинарството? Бидејќи и ти, како и јас, јадевме новинарски леп, речиси до крајот на нашиот професионален живот. Дали мораше секој писател да биде и новинар во Македонија, бидејќи во Македонија нема професија писател. И сите го вадат левот главно како новинари или евентуално нешто сродно. Дали тоа беше кај тебе случајно или судбински, или па можда и намерно? Ја го сакаше новинарството? Да, не беше намерно, беше меѓутоа врзано за една мала предисторија за објава на 2 расказа во она време. Тоа ти се сеќаваш, конташе многу, беше значајно да објавиш расказ во Младинскиот печат. Многу значеше. Кај и каде студентски збори во Млад борец, немаше друго место. Да, тоа беше една прва препорака. Јас почнав да студирав право, правен факултет, кој го завршив. Јас сум по образование дипломиран правник. Меѓутоа, во втората година на студиите дојде покана од Млад борец, од раководството на Млад борец, беше тоа Ристо Лазаров и беше Сашо Димитров, кој беше чул за мене и дека добро напредувам на правниот факултет и дека, не знам, и таму бев добил една награда
во школата за млади марксисти, тогаш тоа така беше, професорот по марксизам ме беше испратил таму, дојдов со Капиталот Марксов, тротомен како награда, и така се беше чуло за мен. Нешто овие два расказа завршија и добив покана, бидејќи една група од нашите претходници заминува во војска тогаш. И имаше потреба да бидат ангажирани нови млади луѓе, а потоа и да бидат вработени. И така и се случи моето влегување во Младбор. Размислував дали да останам на факултетот и да продолжам со студиите, и таму не ми одеше лошо, напротив. Добро, не би заморувал сега со тоа. Во секој случај се определив за Младборец и никош не се покаев. Тоа што се случи со новинарството, со младинскиот печат, обично се кажува ергија, не е тоа ергија. Тоа е еден вознес, еден прекрасен дух и едни прекрасни дружби и креативност, во која едва и чекаш да излезе весникот, да го помирисаш и потоа да си го побараш името, а потоа и имињата на твоите колеги, па да дискутирате. Ова требаше вака, ова може би подобро беше онак, или ова одлично си го напишал. Јас сакам малку да се подсетиме кратко, блиц, флеш на тоа време. Точно дека ти беше правник, и да заврши правен факултет, јас заврши економски факултет, значи ние бевме новинари, подоцна немаше новинарство во Скопје. Подоцна на правниот факултет се отвори насока новинарство, ама ние бевме по старата, претходната генерација. Но како и да е, ти беше заменик главен одговорен уредник, јас бев уредник на културната рубрика, ние во Млад Борец како да живеевме, значи буквално си одевме дома да спиеме, ама нашиот младежки живот беше редакцијата Млад Борец, каде што убаво, рече ти, прекрасно, среќававме многу личности и, што е многу битно, ние бевме континуитет, едно премостување на претходни генерации. Пред нас таму сите писатели, од Живко Чинго, од Луан Старовак, кој се не поминал. Мене лично таму ме повика Ристо Лазаров, исто така писател. Но таму беше и Љупчо Силјановски, таму беше Евтим Клетников. Говорам сега за Владо Попов. Владо Попов. Значи, ние како писатели всушност станавме затоа што бевме новинари. Постојано имавме машината за пишување, пишувајќи новинарски текстови, ќе напишевме и песна, па ќе напишевме и расказ и слично. Сега, во твојот случај, јас многу добро се сеќавам, ти беше првиот кој што во тоа време, кога бевме во Млад Борец, пројави посебна заинтересираност за стрипот. Стрипот тогаш, за нас беше помалку и непознаница, доаѓаше од Загреб, од Белград. Од редакциите на Полет, влијанијата говорам, од писанието Идеја од Белград, од Младост, од Трибуна и Младина од Словенија и слично, но ти посебно го следеше стрипот и ти си буквално првиот кој што му се посвети на стрипот и теоретски со твоите книги. Еве книгата. Еве книгата, тоа е оваа книга ја барам. Значи ова е книга од Томислав Османи посветена на стрипот. Стрип, деветата уметност. Значи еден обемен труд во кој што има... Да кажам јас, оти ќе ми го земеш целото време. Слободно представи книгата. Добро, ние си допуштаме, ќе допуштат и гледачите исто така вакви шеги, стари колеги сме. Значи, станува збор за книга која што е трето издание и која што е толку волуминозна веќе, бидејќи нараснуваш од издание во издание, значително се надградуваше затоа што е нови сознанија и богатата хроника на македонскиот стрип е влезена во оваа книга. Веќе има и нови автори. Прекрасни млади луѓе кои што веќе работат во овој домен. Би сакал Александар Стеванов да го спомнам како најпрегнантна личност која што ги дава своите огромни придонеси во доменот на историзацијата на стрипот, на стрип меморијата и така натаму. Сепак ова е прва книга теориска, излегува уште пар книги теориски, меѓутоа ми се чини ова е фундамент еден кој што еве ми донеси и мене и сатисфакција и признателност во заедницата на стрип авторите. Инаку ние сме културњаци.
Јас бев исто така уредник на рубриката за култура во Младборец и потоа и на уредник на списанието на подлистокот Координати, нели така? Така. И тоа вклучуваше. И бевме во жив контакт со автори, со уметници. Сето тоа не афицираше, без оглед што ни нараснува и инаку примарните, примордијалните наши импулси творечки. Сме пишувале ние и порано и пред тоа, јас во гимназија имам и пишувано и драмски текстови, без оглед колку биле наивни, колку биле добри и така натаму. Овие два расказа што ги спомнав, бев во Младборец, бев дојден, да, тоа заборев да кажам, веќе со втора награда на аноним конкурс за сценарио на телевизија Скопје. Така што сето тоа еден убав претекст создаваше за да се создава потоа она мноштво што еве веќе толку години. Сега полека јас ја сватив пораката, помалку да зборувам, за да ти дадам тебе повеќе простор да збориш, затоа ќе бидам пократок со прашањата. Твојата прва книга, објавена книга, е Филмот и политичкото. Издание на Младборец, еве го знакот на Младборец, таа петокрака со 5 перца од перодршката. Ти се занимаваше во тоа време со филмот и со театарот и тоа многу сериозно. И тоа не случајно. Твој родител, твој татко е режисерот Димитрije Османли Рули. Но, ти пред малку спомна, пишуваше сценарија за телевизиски серии, потоа подготви исто така сценарија за филмови, кои што беа снимени и се игра. Но, ти си автор и на текстови кои што се поставени во театарот. Ти беше познат и признат театарски и филмски човек. Ајде се ти збори повеќе, да не зборам јас. Што е прашањето? Прашањето е твојот влез со оваа книга Филмот и политичкото и филмот и театарот. Тоа е прашањето. Книгата Филмот и политичкото е работена со многу љубов. Ти се сеќаваш како беше работена, бидејќи исцртувано е буквално секоја страница, ја исцртувавме тогаш Игор Тошевски, тоа го правеше. Ова овде е символика една која што потекнува од Оклопникот Потемкин, знаменит политички филм на Сергеј Езенштајн, кој што исто така рачно ги боел црвените знамиња на револуцијата, бидејќи тоа е филм за предреволуционерните збиднувања во Русија во тоа време. Значи, и со други зборови, оваа книга го прокрчи патот на понатамошната, инаку потоа многу бујна македонска теорија, историографија и публицистика филмска. Ова беше првата книга за филм во Македонија. Инаку овој знак е исто така не само петокрака, туку исто така и цвет, бидејќи Младборец е покренат на денот на пролета, на 21 март. Точно. И тоа го означува едното и другото. Иако оваа книга, тоа сакам да го кажам, е книга која што е заснована на марксистичка аналитика на како се вика, на релациите филм и политика, и тоа е многу битно затоа што ми се чини дека единствена стамена и консеквентна социјална теорија е токму марксистичката, стварно збор меѓутоа за либералниот марксизам, не за догматскиот марксизам. Така се појавува книга и така практично си го обезбеди местото наместо нејзиното појавување, нејзината промоција во Македонија, да биде прво промовирана во Белград, во Институтот за филм. Зашто се покажа дека е прва книга на ова интердисциплинарна тема и во Југославија. Да, филм. Така што и тоа беше прекрасна една промоција, чудесна. Беа авторитети тука, јас бев прилично исфрустриран со нивното присуство, но велат дека добро сум се понел во презентацијата на мојата книга и така на тоа за оваа книга. Сега веднаш да кажам дека да се разговара со Томислав Османли, тоа значи да се разговара со една поливалентна личност, со многу интересирање, со многу знаење и она што е битно за него. Кажав, тој е македонски сценарист, филмски, тој е драматург, но тој е и теоретичен на медиумите. Навистина, многу поткован на личност и кога сме кај филмот, не случајно, ти си во кинотеката на Македонија председател на управниот одбор. Сега
полека, сакам да ги представим и овие книги и моето следно прашање, да поставам прашање, е кога ти ја напиша твојата прва книга во рамките на книжевноста? Затоа што ние влегувавме во литературата, како новинари, како критичари, како есеисти и слично. Меѓутоа, кога изворно влегувавме со опишување на поезија, проза и слично. Тито ми, која е твојата прва авторска литературна, книжевна книга? Да. И како тоа се случи? Тој премин. Знаеш, Христо, мојот пат беше малку поинаков. Малку обратно. Малку обратно. Почнав со теорија, пред тоа пишував драмски текстови, веќе кажав, и потоа продолжив одново со сценаристика, драматургија, а исто така завлегов и во прозата. Во прозата релативно доцна. 1993 година, јас не сум сигурен дали ја имам таа книга тука, за жал не е тука. Излезе во Мисла, излезе Пеперутката на детството. Таа беше книга што веднаш влезе во Госпоѓа Угриновска ја прочита и таа веднаш ја стави Лилјана Угриновска. И веднаш ја стави во програмата за дури и пред други книги. Некако и се допадна. Мала книга е, но нејзи се беше толку допаднала што и даде предимство. Со неа влегов во литературата. Ова книга ти е сигурно тебе, бијќи на автор секогаш првата книга му е... И сакам да кажам уште нешто, ќе ме дозволиш, сакам да спомнам една личност која што е клучна за моите поттици во книжевноста. Тој е Глигор Стојковски, со кого денес соработувам и како со издавач. Неговата издавачка куќа. Да, ние сме и пријатели. Значи, бидејќи тој ги беше прочитал овие раскази, ме охрабри да одиме и заедно ние отидовме во Мисла, кај Госпоѓа Угриновски, ја предадовме книгата и потоа исчекував резултат. Резултатот се јави многу скоро откако таа ја прочита книгата и евето. Истото се случи и понатаму, тие поттици да продолжам да ги имам и во доменот на сега веќе другата поволуминозна литература белетристичка, во романескното творештво. Така што сум му многу благодарен, сакам да го спомнам него. Ако, одлично, бидејќи нашиот новинарски леп што го јадевме не заврши во Млад борец. Продолживме во Нова Македонија. Во комунистијас? Ти во комунист беше. Па во Нова Македонија. Потоа беше во Нова Македонија, ама беше потоа и во Телма. Во Телма. До крајот на животот буквално јадеше новинарски леп. Без друго така. Сега, по оваа книга, значи, Пеперутката на детството, која е твојата следна книга, која што во таа низа, во таа редица, на која што ти се надградуваш, се надоврзуваш, бидејќи тогаш ти тргнуваш по тој писателски, да речем, чист писателски пат и денеска, еве јас за гледачите да кажам, ти си, не сакам да кажам еден од најактивните, ти си најактивниот и еден од најдобрите писатели кои што не само што ги освоија врвните македонски награди, туку и во европски и светски рамки твоето име Томислав Османли веќе зрачи и значи. Ова го кажувам и не треба да бидеме лажно скромни. Тоа е веќе факт. Тоа се факти и ти постигна нешто што е за секој респект. Ќе кажеме подоцна и наградата за најдобар роман на годината, и Рациново признание, и многу други награди признание кои што со право се валоризација на твојот труд. Кажав на почетокот, ти си голем работник, ти си вистински трудбеник. Добро, јас ти благодарам за овие зборови прекрасни. Сакам да кажам дека има и други наши автори кои што достигнали регионални афирмации. Добро, има, Венко Доновски, Сашо Прокопиев, Ермислав Азановски, се разбира. Точно така, Румена Бужаровска, од поновите генерации ги има доста и убаво е да ги спомнем. Со нив и меѓу нив. Благодарам, белки така. Така е. Значи, наредната книга
која што ја објавив во Матица Македонска, е оваа книга. така. Овие две книги се однесуваат едната спрема другата како контрасти. Ова е книга на радости, на детски носталгии и занеси, а ова е книга на таги, на први соочувања со смртта, со загубите, воопшто на тажниот на дел од животот. И ова виолетни светлини и сенки, тоа е заради едно зрачење што така го препознав во тој колорит, во таа боја, во очите на мојата мајка кога ги губеше еден по еден своите најблиски. Ова виолетни е мала игра на зборови за што се работи за една друга душевна виолентност, за една насилност што ја воспоставува самиот живот, па овие две книги се однесуваат така. Белата и оваа виолетната книга. Тоа е втората книга објавена во Матица Македонска. Сега, јас си дозволувам да кажам дека како да го досегна врвот со оваа книга, со романот 21-иот. И не случајно ја доби наградата Роман на годината во 2009 година, ама со овој роман беше и македонски кандидат за наградата Балканика. Издавач е Блесок од Скопје на оваа книга. Дали сум во право? Вака, знаеш како тоа е на таткото кој ќе му кажеш ова дете ти е најубаво. Тоа е најлошо. А таткото Сите му се ќе убави, рече, сите му се мили. Сите ми се убави, без друго е така, зашто овој роман ми донесе огромна радост, го пишував како 50 годишник. Потоа Боже реков тоа е доцна за да се напише книга, нели сите Божен помлади би требало да пишуваат. Потоа открив една цела листа на 50 годишници и во светската литература, па ми се успокои малку душата. Инаку, романот 21-иот го напишав како посвета на преломот на вековите, кој што од една страна требаше како навестување да бидат подобри, зашто 20-тиот век завршуваше како век на ужасни војни и крвопролевања што му се случува на човештвото, заправо на југословенските простори, најмногу, а 21-иот век како време на нови надежи, на нови надевања, за жал не се случи така. Нам не се случи исто така една воена ситуација 2001 година, и воопшто тоа преиспитување на ќудите на времето, на тоа дека времето некако не ќе да се подобри, дека има сили што го задржуваат, што го држат назад, е идејата на 21-иот. 21-иот е призив на доброто, кој што се изгубило во време на војни, се изгубило во време на судири, непријателства и така натаму, национализми, крвопролевање и така натаму, и воопшто странски воени интервенции, бомбардирање и така натаму, за разлика од времето кое што треба да понуди и некаква надеж, а не се случи. Значи, ова е книга за изгубената добрина како балканско едно својство, менталитетно, на сите народи на Балканот, особено добрината, гостоприемството, тие позитивни категории кои што се со текот на времињето и со ударот на политичката судбина на сите држави на Балканот се урниса на некој начин. Па е обид да се направи еден призив. Има тука и комични моменти, има фантастика многу. Воопшто една мешаница во која има систем меѓутоа промислен, се надевам дека е така. Така одлучи и жирито, двете жирија што ја испривилегира оваа книга. И таа уште привлекува внимание, еве и твоето, ти благодарам за исказот. И уште една реченица во врска со насловот на оваа книга, 21-иот. Ти си кумот, односно нумкото на магазинот 21. Да. Твое е името, ти беше таму уредник за култура во тој магазин. Но, да одиме понатаму, за мене и оваа книга е многу битна. Знам дека во јавноста беше многу убаво пречекана, издание на Магор, тоа се твоите каприча. И не е само оваа книга со каприча, туку и другата твоја книга, Океанот слики, е исто така со раскази и каприча. Па ајде малку за овие две книги авторски да ни кажеш, бидејќи
Капричата ти ги внесе во современата македонска книжевност? Не знам, може би и не, веројатно и други наши автори познаменити од мене. Меѓутоа, вака Добро, како ми сака да жанр... биде скромен, ама... Не, па како жанр, како именување, Да, така. како именување. И не случајно на книгата замолив да биде ставено едно и уште едно капричо од големиот сликар Гоја, во ситуацијава цртач и графичар исто така. Тој своите каприча ги доживувал како парадоксални, некош црни, гротескни, фарсични доживувања на реалноста и понекош тоа ирониско, тоа искосено, нестварно видување може да биде многу посилно, поавтентично и може би дури и по-реалистично одошто еден гол реализам што се обидува да го препише или да го преслика животот. Така капричата ги пишував како мали фантазии, некош како поголеми фантазии, тие се и новелети и раскази во таа книга, ми понудија голем, има и многу нежни текстови. Има текстови кои што се занимаваат со автоирониски, со моето старење. И така што воопшто капричо е тој жанр што го крстив така, зашто ми изгледаше најсоодветно така да го крстам она што во тој момент беше напишано. Потоа продолжив на тој начин. Некако иронијата, како да му погодуваше на времето, како подобро да го отсликуваше. И постои уште една книга која што го доби Рациновото признание. Да, Таа е книгата Парадоксикон. Така, Парадоксикон. Кое што е исто така едно екстремно капричо, збир од екстремни каприча. На места брутална, но секогаш сочувствена, во крајна анализа, брутална во постапката и во описите, а во крајна анализа ми се чини дека и многу сочувствена кон особено малиот изгубен човек, човекот изгубен во денешницава, преполитизирана, насилна, агресивна, премеркантилна, во таа смисла. Така. Почитувани гледачи, забележавте дека Томислав Османли многу води грижа за символите, нема ништо случајно, јас го знам уште од младоста беше таков и добро е што е тоа така. И секој негов наслов, па дури и изгледот на кориците се многу прецизно смислени. Бродот Конзархија е романот објавен од издавачката куќа Макор, кој исто така доби нозе, доби крилја и набрзо беше објавен и во Србија. Значи имаме две изданија овде во случајов, значи македонското и преводот српското И третото, издание руското. и го имаме третото руското издание, објавено во една од емисиите ја прикажавме оваа книга со Олга Панкина, преведувачката, бидејќи станува збор за роман објавен во едицијата 100 словенски романи. Едно навистина прекрасно издание. Томи, овој роман на македонски, на српски и на руски, какво е читањето на овој роман во овие три средини? Од секоја средина различно се смее, различно плаче, различно ги доживува, различно ги чита читателската публика. Во Србија дадов 3 интервјуа. Едното беше во Црна Гора, дадам 3 големи интервјуа. Излегува многу рецензии, излегува 3 или 4 рецензии. Тоа е многу за српскиот пазар, за автор кој доаѓа од Македонија. По мене, сите во суперлативи. Во Русија е веќе излезена една рецензија, исто така е суперлативна рецензија. Сакам да кажам нешто. Олга Панкина ми направи прекрасен претекст, бидејќи покрај оваа книга ја беше објавила и оваа книга, 21-виот. Така што е ова мој втор роман што се објавува во Русија и тоа ме чини навистина горд на тој голем книжевен пазар и благодарејќи на таа личност која што дава толку придонеси, толку македонски автори не приопштити. Она како да е наш вистински амбасадор. Имено, точно така и ние не можеме
а да не го кажеме тоа. Таа успеа да изорганизира заедно со директорот на институцијата во Русија една промоција која што траеше час и половина на оваа книга, каде што говореше директорот Ризниченко на институцијата, самата Олга Панкина ја представи и доктор Јулија Созина со нивни гледања, анализи, а освен тоа беа делови интерпретирани 3-4 пати во емисијата од театарот Град, од актери на тој театар. Така исклучителна промоција се случи. Сега малку позабрзано сакам да кажам дека бидејќи си ти драмски автор, не случајно ги напише, ги објави овие книги. Драми за Скопје, книга прва, Драми за Скопје, книга втора, а еве ја и твојата книга Нови драми. Томи, не можеш без драмите, без драмското творество? Па, не можам, не зашто сум растен на него, туку зашто прво што почнав да пишувам е точно драмското пишување. Во тој книжевен жар почнав да се изразувам и тој ме грее се уште. Морам да кажам дека сепак го предпочитам романот, бидејќи тоа е потешка форма според мене, поизискателна форма, а драмското творештво е едно огромно задоволство каде што повехементно можеш да се искажеш и да испсихологизираш многу поекономично. Овде во романот имаш можност низ описи тоа да го правиш, а тука треба јадровито, низ диалози, низ драмски ситуации, да осликаш и карактери, и состојби, развој да создадеш на драмскиот наратив и така натаму. И не само тоа, за жал кај нас, драмските текстови ретко или воопшто не се читаат, освен ако не бидат поставени на сцена, за разлика од романот, кој што си наоѓа веднаш читатели, консументи. Кога сме кај драмските текстови, оваа книга, Новиот цар, е твој драмски текст за деца и млади. Оваа книга ја напиша поттикнат од внуците или... Не. За внуците, а поттикнат од моето детство, бидејќи се работи за божикна пиеса. Ние, за жал, божикни пиеси во Македонија сме немале. А Ристе Стефановски ми тврдеше, еве сега се осмелувам тоа да го кажам, иако таа исклучително почитувана личност, еве за жал години веќе не е со нас, дека е ова првиот текст на така наречена религиозна тема кај нас. Мислам дека потоа Љубиша Георгиевски го напише драмскиот текст тој, но тој дојде потоа. Ова е второ издание инаку на книгата. Првото издание беше во Нип Ѓурѓа. Во книгоиздателството Ѓурѓа. Издавачката куќа Ѓурѓа, што е поставено од Виолета Џолева, како впрочем и 4-5 други мои драмски текстови и за возрастни од истата режисерка, и таа за жал не е веќе со нас. Еве краток влез во самата книга, значи во прологот градчето Назарет, домот на Марија, дрводелската работилница на Јосиф, на небото се појавува созвездија, во дворецот на Ирод, на пат за Витлеем, добрата вест, Ерусалимска ноќ, спасувањето на Исус. Навистина е првата книга со духовни содржини за деца и млади. Но и воопшто прв драмски текст на религиозна тема. Значи и за возрасти. Добро. Сега овде има една книга, има уште неколку книги што сакам да ги представиме од Томислав Османли. Ова е книга Бдеења блажеви, пеење до потомците. Оваа книга која што Томи му ја посвети, така да речем, на пардот, на нашиот Блаже Конески. Томи, како се случи? Како ти дојде? Тоа беше миг или подолго време? Тоа беше исчитување на неговата поезија и потоа она дзунење во ушите на неговиот стих, на начинот на неговото стихување, кој потоа почна да дзуни и по мои автентични ритми некакви. А почнав да ги запишувам тие песни и не случајно книгата почнува со претопување
од една песна Снег ми се чини е на Блаже Конески, нели? Па потоа во оваа поема која што ете така има на не знам почетокот близу 1000 велиш стихови. по патеката на учителот. Многу убава. По патеката на учителот. Блаже ни беше учител. Да, истинска точно смисла така. на зборот. Точно така, меѓутоа мислам дека е тоа текст од некој од рецензентите. Дали од Ристо Лазаров или од Глигор Стојковски? Од Ристо Лазаров. Од Ристо Лазаров. Добро, убав наслов. Да, убав наслов. И точен наслов. Сега овдека имаме уште неколку твои книги, меѓу другото треба да кажеме дека си ти и полиглот, знаеш повеќе јазици, па и преведувач. Ја преведе книгата Духовна вежба од Никос Казанзакис. Убаво овде пишува, превод од грчки, поговор, библиографија и изборни илустрации Томислав Османли. Ти го знаеш убаво грчкиот јазик и преведуваш, но на еден автор најтешко му е кога преведува. Нели? Многу е потешко и тешко да се преведува, подобро е да напише свој авторски текст. Да, така е. Затоа и немам преведено толку многу. Да. Меѓутоа оваа книга дојде како предлог од книгоиздателството Азбуки, да. од мојот колега и школски другар Фотев, кој што па не можеш да одбиеш. И не можев и не сакам да одбием, бидејќи оваа книга во суштина се смета дека и тоа ми беше познато, јас имав читано и на грчки јазик, предходно, потоа го добив, се разбира, и оригиналот за да преведам и од самото книгоиздателство. Е клуч, филозофска поема. Ова е филозофска поема, многу е тешка за превод. Тука се филозофиите на оние што го афицирале Казанзакис, од кои тој создаде пак своја филозофија. Тука е Бергсон, тука е Буда, тука е Исус, тука се воопшто сите филозофии кои што тој ги беше насобрал во текот на својот живот во дотогашното искуство. Една од првите книги се смета дека е оваа книга клуч за отклучување на понатамошното дело на инаку огромно на Казанзакис. Да. Сега доаѓаме до една книга со наслов Граѓански простор. Веднаш да кажам, Томи Османли не е само добар познавач на филмот, на театарот и воопшто на медиумите, туку тие напише и објави книгата Граѓански простор. Тоа така наречено невладино, граѓанско, цивилно, некои го нарекуваат општество. Ова книга е една од првите студии кај нас на оваа тема за граѓанското општество во Македонија, објавена, издание на Блесок. Значи, граѓански простор. Слободно можеш да кажеш нешто, да не испадне јас. Можеби површно само кажувам. Ти благодарам многу за представувањето, но книгата се обидува да опфати се што представува граѓански простор. Да. Значи, граѓански традиции, исто така, кои кај нас биле во зачеток, во зародиш, а потоа со социјалистичката револуција беа тргнати настрана од идеолошки причини. За потоа, токму во истиот тој социјализам да почнат лека полека да се обновуваат токму граѓанските традиции и во новите елити на социјализмот. Така, оваа книга се бави и ја анализа не само на тоа што го кажав, туку и на салониерството како примарна, како првична форма на граѓански простор. Салониерството е многу битно зашто сите револуции, сите научни достигања се создавани во салоните на старите феудалци, но ги создавале мислители кои му припаѓале на граѓанскиот слој. Еве, гледачите нека ја побараат оваа книга во библиотеките, значи книгата со наслов Граѓански простор, разгледи за културата на салонот и за граѓанските вредности. Тука има текстови пред историјата на француските салони, салониерството, боемски символистички авангардни салони, скороевци и снобови, салонски габи, полилеј под скопското небо, значи не само во светот, туку и кај нас, аскети и бонвивани, салонски социјализам, падот на Европа,
Томи Османи само може да ги напише овие текстови. Секоја чест, на вистина. Толку широки, толку актуелни, современи теми. И полека доаѓаме кон твоите најнови објави. Тоа е книгата Заборав. Издание на издавачката куќа со која ти соработуваш, Вик Зеница, го спомнавме, нели, Григор Стојковски, наш колега и пријател. Да. Кажи ни нешто и за оваа книга, Томи, за Заборав. Па, Заборав е книга која што се обидува да го испроблематизира ова време од аспект на Алцхајмеровата болест што го овладува современото општество, така и нас, а особено на Запад и современата цивилизација воопшто. Книгата Заборав се занимава со тој присилен заборав на некои стари вредности кои што беа постојни и кои што ново во меркантилно време се обидува да ги поттурне. Тоа е генералниот аспект, инаку има конкретни аспекти, има историски аспекти, има наши национални аспекти во заборавот, има политички аспекти, има идеолошки аспекти и има аспекти на новата медиумска навалица која што се обидува да ја замени старата меморија со наплив на новопроизведени површни вредности. Тоа е Заборав. Во ред, сега да не ни забележи некој дека ги представивме драмите, а не се навративме малку повеќе на филмот. Тие си автор на книгата, ликови од меѓувреме, како што имаш напишано во книгата, монтажно сценарио за персифлажен, играчко, документарен киноколаж по повод Манаки. Тоа е едно од трите сценарија. Субјективни снимки од објективниот Балкан. Навистина, исто така една значајна книга и сакам сега полека да ја представиме и оваа книга, објавена на грчки, затоа што токму деновиве таму ти излезе уште една книга ти објавена, ти уште ја немаш добиено, ја немаш видено од Грција. Кажи ни за овие твои објави на грчки јазик. Ова е мојата прва објава, ова другата што ја спомна е мојата втора објава, толку имам објавено две книги во Грција. Имам објавено текстови, меѓутоа многу, во грчките списанија. Значи, станува збор за апокалиптична комедија, која што во Грција беше објавена под насловот Мажестик, бидејќи апокалиптична комедија во тоа општество каде што како се вика влијанието на црквата е многу јако. За да не се појави сомнеш, а тука како лик се појавува и Исус исто така во второто пришастие свое, меѓутоа на еден начин кој што е драматичен и трагичен и така натаму, не би сега навлегол понатаму, па ме замолија дали таа апокалиптична комедија, бидејќи треба да се означи второто пришастие, апокалипсата, да се случи, таа не е можна. Во време кога луѓето толку се замразиле и толку војни се отвориле, и така се гине и таква суровост постои, и самиот Господ Бог не може да го направи големото чудо на апокалипсата. Па затоа, она што е единствено е можно во ова време, тоа е мојата иронизација и апокалиптичната комедија. Ова во тоа грчко доста религиозно општество беше помалку дубиозно сватено од страна на издавачите и ме замолија дали би сакал да го сменам насловот и да предложам друг, и јас го предложив овој наслов Мажестик, како што се вика еден објект кај што се случува действието на книгата. Сега на драмата. Бидејќи Томи беше скромен и не сакаше многу да го фалам во оваа емисија, јас со факти ќе подкрепам тоа што го кажав, дека и тој многу квалитетен, сериозен автор. Тој не случајно е добитник на највисоката државна награда кај нас, 11 октомври, за творечки опус. Добитник е на исто така висока државна награда Свети Климент Охридски, но исто така добитник е, ова е навистина исто така значајно, во 2023 година на наградата, на признанието Европска личност на годината од Македонија. Томи, бидејќи емисијата, јас се плашев да ми искрен дали се ќе опфатиме, ама мислам дека успеавме
најбитните нешта да ги офатиме во оваа емисија. Ќе те замолам на крајот од оваа емисија сме со една од овие бои, овие фломастери да си избереш која боја сакаш, Добро. црната. Тука да го напишеш во горниот дел твоето име и презиме. Од овие свитоци, да речем, ќе имаме и изложба. Добро. Томислав Османи. Тука, не? Да, тука. Вака? Така. Значи, авторите што се учесници во емисијата во потреба по вистинскиот збор, ни оставаат дел од себе, својот подпис, но и една порака, една мисла, едно гесло, нешто што сакаш по твој избор да ни запишеш. И после ќе те замолам да го прочиташ тоа, бидејќи јас наопаку од овде читам, а не можам да не сгрешам читајќи. Тука чини се само скратено. Скратено, така. Добро. Што напиша? Пишува навидум умот, но всушност пишува срцето. Браво, одлично. Сакам и со рака, и колегијално, и пријателски, и другарски, и авторски секако, да ти се благодарам што беше денеска гостин во нашата телевизија, гостин во оваа наша емисија. И мислам дека има толку многу теми за кои што би можеле да разговараме и некој следен пат, но да продолжиш како досега со оваа енергија, како што рече, да те служи пред се срцето, бидејќи не пишува само умот и раката, пишува срцето, а ти тоа и досега го докажа и покажа, да бидеш плодоносен како и досега, да бидеш здрав, жив и среќен. Еве тоа ти го посакува. Многу ти благодарам за убавите желби, благослови се тоа. Да. Од драг колега добиени. Ти благодарам многу, многу ми значи ова што го кажа и ти благодарам и за можноста еве и да афирмираме дел од моето творештво. И ние ти благодариме.